Значи од името на учениците, од името на наставниците од одделенска настава ќе ве поканиме на ревијата на здрава храна, која што ја работиме од текот на оваа полугодина и оваа година заедно со децата и со училиштето, преку програмата за интеграција на еколошкото образование во образовниот систем на Република Македонија. Па да почнеме со ред. Ова што ќе го видите денес ќе биде презентирано е направено највеќе за родителите. Во насока на приближување на училиштата кон родителите, Министерството за образование и наука на Република Македонија го воведе така наречениот е-дневник. За оваа работа се зборува веќе втора година и имаше спекулации дали тој ќе проработи или не, дали ќе биде ставен во функција или не. Можеме да се похвалиме дека сме една од првите училишта во Република Македонија кои што го стави е-дневникот во функција, благодарение на администраторите и тимот на наставници кои што работат во нашето училиште. Па да почнеме со ред. Има дел кој што го попълнуваат наставниците и во кој што имаат уви. Но има и дел кој што може да биде пристапен од страна на родителите, а се со цел навремено, брзо и точно да бидете информирани за постигањето на вашите ученици. Кои се основните работи кои ще ги дознаеме вечерно? Значи, ова презентација и овој проект е направен од Министерството за образование на Република Македонија, Општинското основно училиште Белчево, односно тимот за администрирање на е-дневник. А ги проследиме на куса презентација и две видеа за упатство за користење на е-дневникот од страна на вас, односно од страна на родителите. Што е е-дневник? Најпрво треба да го знаеме што е е-дневник. Тоа е електронскиот сервис за известување преку електронски пораки, кој што е пуштен во употреба од страна на Министерството за образование и наука. Преку него ќе ви се овозможи известување, добијање на електронски пораки, односно оној познатиот имейл, за сите поважни новости околу следењето и вреднувањето на секојдневните постигнувања на нашите ученици. Оно кое што е основно е дека треба да се најавите на овој систем. Како ќе го направите ово, односно како да се најавите? Прво и основно што треба да направите е треба да имате активен имейл. Верувам дека половината и повеќе од вас имаат имейл кој што им служи за разни работи. Тој имейл или електронска пошта треба да му ја дадете на класниот раководител на детето, односно децата на кој што е гласен тој. Подоцна класниот раководител на вас, преку вашиот имейл, ќе ви креира ваша користична сметка, односно место од каде што вие ќе можете да се вклучите на системот. Откога, значи, ќе го проверите вашиот мейл и ќе видите дека на вашиот мейл стигнала порака од ednevnik.edu.mk.com, ќе видите дека имате една лозинка, тоа е вештачка генерирана лозинка, направена значи од самиот систем, која што ќе представува комбинација од бројки и букви. Со таа лозинка ќе ја запомните или ќе ја копирате и потоа ќе видиме подоцна на видеото имате еден дел каде што идете на линкот и од тој линк ќе се поврзате на е-дневник. Но исто така потоа можете да се најавувате и директно на е-дневникот и да ги гледате резултатите кои што ги постигнало вашето дете. Ова е страницата на која што можете да се логирате на е-дневник. www.ednevnik.edu.mk. Вака изгледа првата страна на е-дневникот. Ќе идете на најавете се, онаму каде што е курсорот, и потоа ќе ви се отвори оваа поле. Преку оваа поле секогаш ќе се најавувате на е-дневникот, за да можете да ги следите резултатите. Откога ќе се најавите, ќе идете до местото паралелки во нашето училиште. Овде можете да ги бирате паралелките во кои што се наоѓаат вашите, односно вашите ученици. Кои податоци се можете да ги видите? Значи, основно е дека можете да гледате податоци само за оние ученици за кои што сте логирани. Значи, друг не може да ги гледа резултатите на вашето дете, ниту пак вие можете да гледате туки резултати. Значи, тоа останува само за нас, училиштето и родителот кој што се најавил на овој систем.
Основната цел е да оможности секојдневна достапност на информациите за следење и вреднување на напредокот на учениците. Тоа е основната цел за која што е направена тој дневник, но во исто време, значи, се спекулираше дали треба да биде задолжителен за родителите или не. Значи, тоа е пожелен, но не е задолжителен за родителите. Сега ќе проследиме две видеа за тоа како треба да се најавите на тој дневник и што се практично можете да направите за да видите она што ви интересира. Значи, прво е како да се најавите, односно првата најава на родителите. Кажавме дека треба, значи дека треба да го дадете вашиот мејл. Од кој ќе го дадете вашиот мејл, наставникот ќе ви креира сметка. Се вика сметка, но ништо не се плаќа за неа. Значи, од кога ќе ви дојде на таков мејл на вашата електронска пошта, еве ја стигната, во него внатре имате логика. Ова е таа комбинација од бројки и букви која што треба да ја запомните, односно или да ја копирате, или пак да ја запомните за да може подоцна да ја пишете. Значи, или ја копирате на овој начин, за да може после да ја метнете, или ја запомнувате и ја метнувате внатре. Потоа, кога ќе дојдете кога ќе кликнете на линкот, доаѓате до самиот систем на дневник. Горе во најава на системот, кај корисничко име, го внесувате вашиот имејл кој што претходно сте го дали на наставникот. Го внесувате горе, а под него во лозинка ја внесувате лозинката која што претходно сте ја добиле на мејл. Значи, можете со вметнување или пак можете да ја напишете. Кога ќе идете на најави се, ќе дојдете на сите работи кои што се потребни, односно кои што можете да ги видите од дневникот. Значи, тоа се распоредот на часови, прво, после имаме распоред со опис на час, изостаноци, оделенија, лични податоци и детали за наставниците кои ги предават. Потоа, кога сте се најавили на ваков начин, кликате горе на вашата, каде што ќе прочитате, значи вашата имейл адреса, односно вашето корисничко име. Потоа ви се отвара оваа поле со основни податоци, каде што покрај оваа лозинка која што претходно сте ја добиле, можете вие да се креирате ваша лозинка која што само вие ќе ја знаете. Како се прави тоа? Значи, доаѓате до овде, горе имате основните податоци за ученикот, доле кориснички податоци за родителот. Имате мејл адреса, вашата мејл адреса, телефон кој што можете да го оставите за класниот раководител, односно наставникот да контактира со вас. Имате под него лозинка. Овде ја пишувате лозинката која што сте ја добиле од интернет, вашата интернет адреса. Или значи пак ја метнувате или пак ја препишувате. Потоа имате нова лозинка, каде што се движат точките сега. Тука ја вписувате вашата лозинка која што сакате да биде само ваше и никој друг да не ја знае. Потоа одите одоздала, истата лозинка која што сте ја впишале, значи само ја потврдувате дека сакате да се заборави старата лозинка и да имате нова лозинка за која што ќе пристапите и потоа одите на зачува. Од кога ќе го зачувате тоа, значи дека веќе сте дека имате лозинка со која што можете да пристапите на системот. Како да пристапите на системот? Значи одите на она www.ednevnik.edu.mg и одите на најави се. Од кога ќе стигнете на најави се, значи го внесувате вашето корисничко име и вашата лозинка. Што се можете да видите? Значи, што ви е достапно како информација за вашите ученици. Тоа е распоредот на часови. Можете да видите дека го имате распоредот на часови кој што е впишани во хартиениот дневник, значи оној класичен дневник, каде што ги имате деновите и часовите, за секој ден имате што имаат вашите ученици. Исто така можете да одите и по денови, и по седмици
да видите што учело вашето дете по одреден предмет на одреден час. Значи, за да го приближиме по-близко, исто како да движите пример математика, наставникот и што е учен. Исто така можете да го листате дневникот напред, назад или за тековната недела, да видите, значи, на претходна недела можете да видите сите недели претходна што учело и вашето дете, на тековна што е тоа што учи вашето дете во текот на неделата и следно она што е планирано како лекции или како писмени работи, тестови, така натаму да го учи, да го има во игра. Значи, исто така можете да одберете и било кој датум кој што можете преку овој календар, за било кој датум можете да видите што имало по распоред и што учело вашето дете во одреден ден, на одреден час. Пример, избираме дата и ја гледаме таа дата, кои часови има. Исто така можете да ги видите изостаноците, односно да ги добиете и на мейл изостаноците на вашето дете. Значи ги добивате по денови со вкупен број на изостаноци и причините за изостаноци на ученикот. Една новина која што овој систем сега ја поддржува, тоа е дека со самото внесување на отсутност или на оценка на вашето дете, истиот стигнува на вашиот мейл моментално. Преку интернет стигнува моментално на вашиот мейл. Така да, доколку имате и телефони или друга техника која што поддржува интернет нон-стоп, можете да се логирате и моментално да добиете секоја промена на оценка и секоја отсутство на вашиот ученик моментално кога ќе биде внесено од страна на наставникот. И најинтересниот дел, кој што е од овој дневник и за учениците и за родителите, тоа секако се оценките на учениците. Кога идете на податоци, оценки на ученикот, ги додава полето, односно страната во која што каде што можете да ги видите оценките на вашиот ученик. Значи тука ги имате сите устни, писмени оценки, тестови и така натаму кои што ги правил вашиот ученик. Значи имате горе бројчени оценки по сите предмети и тоа што го рековме. Значи дека можете да ги гледате оценките само за вашите деца. На други никој не може ниту да ги види на вашите деца, ниту пак вие можете да ги видите на некој друг. А од оздола ги имате оценките по предмети, а на страната имате објаснување зошто ученикот е добил таа оценка, односно што недостасувало и што треба да поработат уште со наставникот. Значи, ќе повторам уште еднаш дека со секоја ставена оценка и со секој ставен коментар во врска со оценката го добивате директно на вашиот мейл. И како крајно нешто што можете да добиете, тоа е податоците, личните податоци на ученикот. Овде имаме еден пример, Марко Атанасов, татково име, адреса, датум на раѓање, место на раѓање, мейл и така натаму, се што е во врска со тој ученик. И на крајот имате детали за наставниците, значи да видите во тек зошто кој наставник, кој предмет предава, од кој период до кој период и дали има премања во наставниците. Ова е написо употребата на овој систем или е-дневник од страна на родителите и сакам да ви потенцирам дека овој е-дневник може да го употребува секој од било која точка на земјината топка да се наоѓа на секаде во светот, така да и еден апел кој што е даден од страна на Министерството за образование и наука дека претежно е за употреба во Македонија, но исто така и за родителите чии што ученици работат и живеат во странство. Значи без разлика каде се наоѓате во светот, овој систем ќе ви овозможи да ги следите постигањата и оценките на вашето дете. Исто така сакам да ви кажам дека на располагање ви стојат училишните администратори и одделенските и класните раководители на вашите ученици, доколку сакате да се логирате на овој систем и доколку сакате
сакате да ги следите постигањето на вашите ученици. Ви благодарам. Работата од учениците во врска со здравата храна и да ја дегустираме после родителската здравата храна направена од мајките на нашите ученици. Ви благодарам. Значи ова вечер се одржа презентација на краткото упатство за користење на е-дневник во македонскиот образовен систем од страна на родителите. На овој систем претходеа два други системи кои што беа пополнети од страна на наставниците и администрацијата во училиштето. Тоа се системот ЕМИС и системот ХРМ. Во нив беа вметнувани податоците на учениците во нашето училиште и на наставниците. А потоа во координација со тимот кој што го администратира овој е-дневник на ниво на држава, беа вметнети и направени сите потребни работи за тој да функционира. Значи најпрвен беа внесени податоците за учениците, потоа направени паралелките од страна на Министерството вметнати наставните програми за оваа учебна година и на крајот беа формирани распоредите и пополнети е-дневници. И со самото комплетирање на е-дневникот од страна на секој наставник, бевме обврзани да им го достапиме овој систем и на самите родители. Значи, прво и основно овој систем не е задолжителен, туку е пожелба на родителите, но исто така да кажеме и дека е многу пожелен. Особено апелираме до родителите на учениците, особено апелираме до родителите кои што живеат во странство, па преку овој систем на која точка на планетата Земја да се наоѓаат, моментално ги добиваат сите резултати за постигањето на нивните ученици. Најавата на овој систем е многу едноставна и лесна, треба само да имате една интернет адреса која што, односно еден имејл, така популарен, кој што ќе го ставите во функција, потоа ќе добие секој родител ќе добие лозинка со која што треба да се логира и треба да ќе може да го користи овој е-дневник како систем кој што ќе му ги најавува сите постигања на неговите ученици. Исто така сакам да истакнам дека приватноста на учениците и родителите во овој систем е комплетна, бидејќи секој родител што ќе се најави може да ги гледа само резултатите на неговото дете, не може да ги гледа резултатите на останатите деца, така да и нема бојазност никаква дека некој друг би можел да ги гледа резултатите за нашите деца.